Од оние повреди кои што пациентите ги имаа кај нас, тоа се најчесто изгореници, и тоа изгореници од втор, па и кај некој од нив и од трет степен, согласно на тоа каде биле изложени на делувањето на пожарот и огнот. Најчесто се распределени на главата и шаките, затоа што предпоставувам кровот е прв кој што се запалил, па лицето и заштитата од она што било како паѓање на огнени јазици веројатно е причина што таму се дистрибуирани. Другиот дел од повредите кој што ја прави сериозноста на клиничката слика поголема се вдишувањата на врел воздух и отровни гасови од согорување на материјалите, и третиот тип на повреди се оние кои што настанале во борбата за живот, практично кога едни преку други пациентите поминувале, и тие се повреди од трауматски карактер во форма на набиеници, скршеници. Од тие што се останати на клиника за токсикологија, 13 пациенти, 4 се уште не сме задоволни до крај од нивната состојба, не е стабилизирана, другите се стабилни. Меѓутоа, бидејќи се работи покрај за изгореници на горните дишни патишта и за акутно тешко труење со штетни гасови, посебно со јаглероден моноксид, очекуваме да има компликации во наредните денови, меѓутоа ние сме сите мобилни. Сега за сега сите пациенти ни се стабилни. Имаме неколку пациенти кои што влошуваат, но не се во тешка состојба. Ги планираме за транспорт. Транспортот ќе почне исто и денес, продолжуваме со транспортирање на околу 8 пациенти. До овој момент сите кои што сме процениле дека се ризични и се со потреба за третман во специјализирани центри се навремено испратени и навремено се триажирани, и затоа и го добиваме овој биланс за моментов каде што имаме стабилни пациенти од толку голем број на повредени.